Договорот може да биде сериозна перспектива ако знаеме да ја искористиме. Вака дел од аналитичарите го оценуваат договорот кој значи крај на долгогодишниот спор помеѓу Македонија и Грција. Со овој договор, двете страни прават одредени отстапки, но придобивките за Македонија се приближување до ЕУ и НАТО, кои носат повисок стандард за граѓаните. Секој договор, билатерален или мултилатерален, е продукт на добивање и отстапки на одредени позиции. Од тука и овој договор е таков. Но, стратешки, Македонија доби две значајни цели. Потврда од грчка страна, што значи и меѓународна верификација на национална припадност, етнички елементи кои Грција упорно ги спореше до последен момент, и верификација на македонскиот јазик, што исто така е една од стратешките цели за Република Македонија и за македонската етничка заедница. Лично мислам од она што можев да го видам дека е ова прилично сеопфатен, релативно балансиран, комплексен договор кој што дава релативно еднакви можности и на едната и на другата страна, и она што посебно ми се допадна е отвореноста на одредени членови во договорот, односно можноста попатно да се изнаоѓаат најсоодветни, најприфатливи решенија кои што ќе соодветствуваат на стандардите. Промената на одредени членови на Уставот не треба да се сваќа трагично, бидејќи тоа е документ кој може да претрпи промени ако има потреба и придобивка од тоа, сметаат аналитичарите. И додека јавноста беше фокусирана на првите членови од договорот, аналитичарите ги оценуваат членовите со кои се уредуваат економско-правните односи во иднина. Членот 18 предвидува враќање на југословенската спогодба со Грција од 1959 година, што подразбира реципроцитетно признавање на легислативата и соработка за хидроекономските прашања. Прашавме и дали оваа одредба ќе ја олесни правната соработка во случаите како оној на Груевски и Бошковски и како ќе влијае на трговско-економските работи. Тоа ќе значи унапредување на односите во сите сфери, а пред се на економски и трговски план. А тоа значи и предности на Македонија за Солунското пристаниште, тоа значи шанса поголема на нашите субјекти за пазар поголем во Грција и во Европска Унија. Но тоа ќе значи и уште поголем интерес за нашите фирми со самото вклучување на Македонија во преговорите за зачленување во Европска Унија и во НАТО. Сега баш во тие членови се дадени правните елементи кои што ќе може да ги регулираат. Значи, тука се работи и за Вардар, се работи и за езерата, значи се работи и за користењето на пристаништето во Солун. Така што тоа се работи кои што неверојатно голем инпут ќе имаат во севкупниот економски развој на Република Македонија. Договорот предвидува градење и одржување заедничка инфраструктура и соработка за енергенсите, како и доближување на стопанските комори. Сепак, објавувањето на договорот е само почеток. Следат усвојување и референдум, а опозициите во двете држави преземаат активности за блокирање на договорот. Во него е наведено дека уставните промени треба да се случат до крајот на оваа година. Шефот на државата вчера најави дека нема да го стави својот подпис, но аналитичарите сметаат дека никој нема да може да го блокира договорот ако исходот на референдумот е позитивен. Но доколку договорот добие верификација на референдум, тешко дека некоја политичка структура или субјект, било тоа да е опозицијата или шефот на државата, дека може да се спротивстави на граѓанската и народната верификација на овие цели. Во тој случај, референдумот ќе биде задолжителен за сите субјекти, вклучувајќи го и претседателот, вклучувајќи ја и опозиционата политичка партија. Секое действување спротивно на
интересите изразени низ референдумот ќе биде самоубиство за секој субјект што така ќе се постави. Јас лично не би се плашала толку од блокадите, мислам дека постојат начини како да бидат надминати и посебно со активирање на одредени институции, мислам дека може да се постигне таа политичка и функционална изолација на председателот и да се овозможи ратификувањето и заживувањето на договорот. Против договорот се протестира во двете држави, што е резултат на неинформираноста, но и на политичкото влијание, смета Сибери. Бурната реакција на јавноста не мислам дека е реакција на целата јавност, на одредена структура која најчесто е политички мотивирана и која така бурно реагира и го манифестира незадоволството. Доколку договорот стапи на сила, двете земји преку комитети и совети ќе работат на неговата имплементација. Билатералните средби ќе се манифестираат преку работни тела со конкретна надлежност, а премиерите ќе бидат на чело на висок совет за соработка. Договорот ќе биде потпишан само на англиски јазик, а потписот ќе го стават министрите за надворешни работи.